првенствено сакаме да ви се заблагодариме за самата организација, што ни е возможно нашиот сон да стане реалност. Нашето искуство со оваа организација беше феноменално, почнувајќи од менторствата, кои беа предводени од Преда Плюс, до самиот крај организацијата и начинот на кој беше се изведено беше предобро и сме презадоволни. Благодариме. Сепак тремата нормално е да постои, но сметаме дека дојдовме со сигурност, го изнесивме тоа што сакавме да го изнесиме и го направивме нашиот дел. Доколку прашањата беа технички малце, ние сме во тој смер, се разбираме и прашањата не беа за нас тешки, си го знаеме продуктот, знаеме што продаваме, знаеме што имаме. Следните планови се да продолжиме со реализација на оваа идеја, да почнеме на пазарот, да пробиеме на пазарот и да стигнеме до нашата прва продажба. Па потоа да стигнеме до 100 продажби и така натаму. Почна прво со пријава. Ви благодарам што ме прихвативте, пошто не сум од Пелагонски регион, ама секако валјда моја приказна идеја за тоа што го работаме препозналена од страна на Преда и за тоа прво сакам да се заблагодарам нив. Си поминав преубаво, запознав преубави луѓе, научив многу и најмногу им се иска за благодарам на менторите од кои многу научив. И тоа е суштина на целата приказна за мене. Следен чекор е нормално да тргне целото производство, прето анализи на тоа што треба да се направат, основање на фирма и така натака. Ги претпорачуваме на сите млади и на сите што имаат некаква идеја во иднина да се уклучат на вакви повици, пошто феноменално беше искуството. Реално дојдовме без очекувања, немавме представа како ќе изгледа сето ова и сме презадоволни од се како испадна. Искрено се надевавме, меѓутоа сепак до самото презентирање дори не ги видевме и останатите стартапи, не знаевме што точно да очекуваме. А во однос на припремата се премаме од првиот ден кога ја почнавме програмата. Значи што од јануари кога почнавме со првите сесии, тогаш реално започна таа припрема да стигнеме до она што го покажавме денес. Значи нас најбитно во моментов ние да собериме податоци врз кои што ќе можеме да ги изработиме тие case studies, за да можеме да покажеме реални сценарија како нашиот производ успева да заштеди пари на компаниите. И реалните податоци кои што ги имаме од пилотите кои што ги имплементираме конкретно во пивара Бакревски ни дозволува да можеме да го изградиме тој промо материјал кој што ќе ни треба ние за да покажеме нашата вредност. Успеавме дефинитивно да ја искристализираме идејата, тргнавме нешто малце поразлично кога се пријавивме, меѓутоа свативме дека беше премногу општо, премногу широко, премногу губиме фокус и мислам дека тоа е највредното што го извлековме, дека успеавме да ја фокусираме идејата кон нешто што мислиме дека ќе биде успешно и одржливо. Секогаш ми е задоволство и често работам со Преда Плюс. Мислам дека локалните заедници, локалните екосистеми во Пелагонија и во Битола имаат многу голем бенефит од луѓето и играчите како што се Преда Плюс. Секогаш е задоволство да се работи и со нив, но и со стартапите што ги имаат во нивните програми. Овој пат беше посебен затоа што стварно менториравме и да речам, на некој начин се вложивме во идеите кои што ги видовме од самиот зародиш, од самиот почеток. Секогаш во секој беч на стартапи во Преда Плюс наоѓам по некоја инспирација што навистина многу ме фасцинира или ќе докаже дека она што го правиме не е залудно и кога ги гледам стартапите од минатите генерации наназад, како успеваат и како се реализираат во вистински бизниси, навистина сум горд и среќен што можам на овој начин да вратам на заедницата и да допридонесам да ги изградиме следната генерација на претприемачи тук. Апсолутно разликата е голема. Кога ние почнувавме имаше помалку пари, односно помал пристап до капитал, помал пристап до програми, помалку пристап до ментори, но тоа значи дека, да речам, повеќе се боревме и повеќе бевме жилави. Оваа генерација на претприемачи наследуваат еден подобар екосистем, благодарени на сите чинители во него, во истиот, но и се гледа динамиката и трендовите на нивен развој. Сега има повеќе технологии, има повеќе технолошки бизниси, многу полесно е да се започне со некоја идеја која што веќе ја планираш. Да речам, back in the days или во времето беше малку потешко да стигнеш до технологијата и да реализираш идејата и требаше подолго време за истата да направиш. Сега со новите технологии гледам дека тоа е повозможено, но сепак остануваат истите проблеми, сличните предизвици што треба да се совладаат, а благодарение на вакви програми тоа може лесно да се направи.
Искрено, субјективно, мене најмногу ми се допадна Динк заради нивното искуство и она што го носат на масата, но верувам дека жирито не сгреши со првите 3 награди. Искрено верувам дека овие 3 стартапи имаат светла иднина во нив, но сакам да потенцирам дека не секогаш победниците се тие што прават вистински бизнис, така да може да очекувам изненадување тука. Мене ми е многу мило, драго особено денес, како да е наша програма. Зборувам што излегло од Networker, бидејќи ги гледам истите нешта што ги имам видено во Networker, а тоа е дека сега оваа програма има највисок квалитет на стартапи, според мене. Тројцата победници, сите тројца ги исполнуваат критериумите за меѓународни глобални размислувања. И ова не е дека, не сакам да кажам ова беше најдобрата програма, го има највисокиот квалитет на стартапи. А за да се случи ова, мислам дека биле потребни години на работа преда, што веќе ги прави како Преда Плюс. И мислам дека ова е резултатот. И затоа ми е толку многу драго, затоа што Преда Плюс покажува дека континуираната работа се исплати. Сме подобри од што мислиме. Тоа е на изненадување. Денеска за мене ова е многу важен ден што го видов ова, затоа што ми покажува дека цел тој труд кој што се вложува не само од Преда Плюс, него како екосистем, тоа е нашата јака страна како Македонија и македонскиот стартап екосистем, што има многу мали независни организации кои што на свој начин пливаат и развиваат предприемачи пред се. Бидејќи не е важно дали овој начин на размислување на овој предприемач продуктот сега ќе биде успешен, кога развиваш предприемнички мајндсет, во одреден период ќе се случи ова што еве денес го гледам. Со Преда Плюс и верувам дека се повеќе и повеќе ќе се случува. Значи, нашиот екосистем има веќе, можам да кажам, добра подлога, затоа што се гради од долу нагоре, за разлика од некои екосистеми во светот кои што се градат од државата и мислат дека е тоа добро Италија, па надолу. Баш напротив, мене ми е многу мило што ова денес го видов. Ако се вратам на претходното прашање, што ни недостасува, кажувам континуирано дека на нашите предприемачи им недостасува мислење глобално, кај нив, затоа што се млади, уште не се скршени тие мислења, иако јас го видов тоа и кај Дин, го видов и кај Сања, кај нив мислам самата возраст, затоа и нивната идеја е највисоко иновативната од овие 3 победници. Нивната младост е исто проблем од аспект на инвеститорска перспектива, но мислам дека најмногу треба да работиме како екосистем на тоа да на повозрасните луѓе успееме да им го доловиме тоа што овие деца го имаат. А тоа е да мислат глобално, бидејќи ништо не те чини во рана фаза, да размислиш секако е тешко да креираш стартап, зошто да не мислиш на светот. И на страна што јас како Сања искрено мислам дека тие имаат капацитет, бидејќи ова го развиваат 6 месеци и веќе го работат ова нешто, само треба да покажат дека се само млади и годините се бројка, а не несериозност. Генерално како банка, од самото наше основање, нели банката постои 23 години, од самото наше основање ние секојаш сме главен партнер на микро, малите и средните предпријатија, така да и секогаш сакаме да бидеме први и да ги препознаеме идеите на новите потенцијални бизниси и луѓето кои што во иднина ќе креираат бизнисот. Така што генерално секогаш сме отворени да слушнеме нови идеи, да ги видиме новите размислувања и нели соодветно доколку можеме и да ги поддржиме во иднина. Генерално како задача секогаш е тешко, пред се бидејќи сите кандидати претпоставам вложиле труд, веруваат во својата идеја. Тешко е за да се најде која идеја е најдобра, но сепак она што мислам главно ги направи диференцијација меѓу овие проекти беше баш онај момент на иновативност, кој што мислам дека беше пресуден и јас од мојот дека го представник од банкарскиот сектор ја гледав и и финансиската потреба за реализација на таа идеја и дали што викаме народски дали држи вода истото. Генерално како банка, она што го нудиме за стартап компаниите, тоа е 2 годишно потполно бесплатно одржување на банкарската сметка, која што вклучува користење на електронско банкарство, 2 години бесплатен домашен платен промет, тука влегува и бизнис дебитна картичка која што е бесплатна за првата година и она што можеби е најинтересно за овие компании, тоа е делот дека тие компании можат да дојдат и да имаат пристап до финансирање по 12 месеци на оперативност.
Па беше интересно. Јас за прв пат можам да кажам дека ја сменив страната и имаше различни стартапи кои што беа во различни фази на развој. Имавме и веќе сериозни стартапи кои што каде што основачите имаат 10-15 години искуство, каде што веќе имаат направено веб страни, каде што веќе разговарале, веќе каде нивните производи се тестираат, знаат каде сакаат да одат, знаат кој им е продукт маркет фит, не се префруваат со големите, така да имаше идеи, стартапи кај што беа идеи, на некои едноставно можевме, не речем да ги посочиме, на некои им кажавме дека тие идеи се добри за семејни бизниси, но нема простор за скалабилност, така да беше интересно. Па добро, тука треба менторите. Менторите уште на старт да оценат дали одредена идеја е скалабилна или не. Значи генерално да, тука имавме супер маркетинг агенција, супер бизнис, но не е скалабилна, исто така одредени туристички каде што има страшно добра локална предност, има знаење, но исто така за таа не е скалабилна, затоа можеби тие требало на старт можеби да се променат. Но ете, не е касно, ние им дадовме фидбек, па ако можеби ќе ја променат идејата и можеби ќе дојдат на наредна програма со некоја друга идеја, многу по-апдейтирана и што би можела да има повеќе успех. Па да, јас спомнав дека конкретно еден стартап, ако ќе застанеме, ќе разговараме и дека јас би сакал да ако има простор, ако одат во таа насока, како што најавија, би бил заинтересиран како ангел инвеститор. Ова е 10-та поред програма на Преда Плюс, која што дава обуки, знаења, вештини за развој на стартапи. Многу сме среќни што оваа година имавме прво многу добри стартап идеи, пријавени во првиот круг, имавме, да речем, тешка задача и да селектираме идеи. Меѓутоа, можам да кажам дека сите 10 стартапи кои што влегоа во програмата и пред влегувањето и пред да се работи со нив со менторската поддршка, веќе беа зрели на некој начин како идеи. Многу сме задоволни од менторската поддршка која што беше обезбедена од нашите ментори и процесот кој што тие го водеа преку Google Sprint методологијата, да од една идеја кај сите стартапи веќе развијат еден бизнис модел кој што ќе може да биде скалабилен, кој што ќе биде спремен за инвеститори. Сметам дека од аспект сега на искуство веќе на реализација на толку 10 програми, мислам дека искуството го прави своето. Ние во нашата работа веќе сме поминале 10 програми во кои што сме ги реализирале, сме работеле со различни луѓе, меѓутоа клучното во она што ние го работиме е партнерството. Значи, како Преда Плюс, како сама организација, не би можела да го реализира ова и да ги постигне овие резултати како една единствена организација. Ние, нашиот успех, всушност, го подпираме на нашите експерти, на надворешните соработници, на другите институции со кои соработуваме и всушност тука се крие и најголемиот успех на Преда Плюс. Нашиот нетворкинг, нашата поврзаност со сите чинители во заедницата. Најголем успех за нас како организација, за нас како Преда Плюс, како даватели на услуги за развој на стартапи, всушност представува самото признавање од тие стартапи, односно односите и врските што ги имаме развиено со тие стартапи и на денешните, на сегашните, на моменталните настани кои што ги организираме со стартапите, кога ќе видиме алумни кои што припаѓале на претходните програми, ние сме презадоволни. Нема нешто поголемо задоволство од тоа што е признавањето на работата на Преда Плюс од страна на луѓето, на стартапите кои што веќе еднаш биле присутни во нашите програми.